Па можем да кажем дека мене ми представува особена чест и задоволство да ве поздравам, да ви посакам срдечно добре дојде на овој информативен настан во Струмица, на кој ќе имате можност да се запознаете со новиот повик за аплицирање за волонтер од Мировен корпус за оваа година. Мировниот корпус е независна американска владина агенција која обезбедува волонтери во земјите низ светот преку меѓувладин договор од 1996 година. Мировен корпус почна да работи во организациите и училишта во земјата со цел да ги поддржи различните потреби на заедниците, да го зајакне мирот и пријателството меѓу двете земји. Општина Струмица има стекнато големо позитивно искуство и воспоставено повеќе годишна и плодна соработка со Мировен корпус во нашата земја, изразени преку присуството на 5 волонтери кои со својата работа во изминатите години дадоа значителен придонес во развојот на нашата заедница. Овој информативен настан е од посебна важност за сите вас како потенцијални апликанти, бидејќи ќе имате можност детално да се информирате за начинот на поднесување на апликациите, а исто така да ги добиете и сите потребни информации и насоки за новиот повик за аплицирање за волонтер од Мировен корпус за оваа година. Воден од желбата за продлабочување на соработката, ве охрабрувам да аплицирате. На крај ви сакам, дозволете ми да ви посакам пријатен престој во Струмица, успешна работа и остварување на очекуваните резултати. Јас ви благодарам, се надевам дека ќе добиеме корисни информации и уште еднаш да потенцирам дека ова искуство позитивно кое го имаме до сега со волонтерите од овој Мировен корпус, ова помош која волонтерите на Мировен корпус ни го дава во минатиот период, остави добар впечаток во нашата средина. Вие се сеќавате на волонтерите, тие беа многу прифатени од нашата средина, се вклопија во нашата средина, беа познати личности во нашата средина, се развија многу пријателства со тие волонтери од Мировниот корпус, што мене посебно некако ми дава задоволство и ме охрабрува, ми прави задоволство што општина Струмица се покаже како една отворена, широко града, би рекол, средина која што ги прифати овие луѓе и се разбира нивниот придонес за развивање на нашето општество во помош за аплицирање на разни проекти, во совладување на некои наставни процеси во училиштата. Еве сега имаме можност за бирање на волонтери кои што имаат многу добри познавања и искуства од областа на потребите на лицата и на децата со посебни потреби. Тие се неколку интересни сегменти кои што јас сметам дека треба да ги искористиме. Се надевам дека е многу интересен, мислам дека ќе биде многу интересна можноста да некои од волонтерите помогнат и во процесот на совладување на странските јазици, посебно англискиот или со луѓе кои што тој јазик им е мајчин јазик и ќе можат во тие комуникации, ми се чини, учениците да најдат еден интересен порив, предизвик да го совладат поквалитетно и јазикот. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам успешна работа. И ве охрабрувам да аплицираме, ќе ги дознаеме тие технички моменти на кој начин тоа се прави. Нашата општина вообичаено имаше по еден волонтер, ако не се лажам, има општини кои што имат по 4, па дури и 5. Тоа за нас е предизвик, зашто ние па да немаме повеќе, да имаме од повеќе сегменти. Ако сме отворена општина, а сме, значи јас ве охрабрувам слободно да можеме да аплицираме и да ги измениме тие искуства кои што се значени за нашата општина. Благодарам уште еднаш.